клиенти имаш и отприлика какви проекти работиш, па да навлеземе малци у таа тема? Да, во глобала нашите клиенти имаат курс или продукт. Конкретно сме на B2C за конзумирање, или продукт или курс. Сега се прави во глобала повеќето од клиентите ми се од почеток, например, он го прави курсот и ја почнам правиме лендинг пејдж, копи за тој лендинг пејдж, апсел, ремаркетинг, маркетинг директен на тој до крај на продажба. Преку социјални мрежи нормално. Нормално и до сега некој кейс стади да даеш како најуспешен некој проект. Што сте успеале пример од толков буџет да најуспешен беше, најуспешен според мене, Нилс Фајен ни беше клиент. Тоа е светски првак у 8 бал во билјард. Он е од Холандија и он имаше направи како курс и сега го направивме, го поделивме неговиот курс. Он продаваше курс и ние го поделивме, направивме првите 3 епизоди од курсот, првите 3 дела од курсот ги дадовме бесплатно, собравме голема имейл листа со маркетинг на луѓето што веќе го следат и на lookalike аудиенси дополнителни негови. Направивме голема имейл листа. Првиот ден кога го пушти курсот имаш околу 10.000 евра во продажба. Браво. А колкав буџет пример треба за некој таков курс и да стане вирален? Да, многу зависи од луѓето кои веќе не го следат. Ако почнуваме од нула, најдобро е прво ние да изградиме комјунити која него ќе го поддржува, па после да продаваме нешто, да продава тој човек нешто. Пошто не можам сега јас со мојот профил заклучен и со луѓе само што ме познаваат да продавам курс за нешто што најмалку од тие луѓе што ме следат ги интересираат. Сите се од различна бранша, например, сите ми се познаници, другари. Мене ми требаат луѓе што ќе ме следат, што се заинтересирани за тоа. Да. Директно таргет групата да ја погоди. Затоа контент is king. Треба да се прави многу контент на социјални мрежи, да се соберат многу луѓе кои ќе те следат, кои ќе имаат интеракција со те, следно ќе ти веруваат, после можеш да им продадеш што сакаш. Освен TikTok, кој ќе оставиш на број 2, Instagram или Facebook? Instagram исто пошто има опција. Моментално видеа или слики, што подобро функционира за маркетинг? Секојаш тестирање. Некој слики конкретно за джензи, некои слики ќе збориме за джензи после. Не ми се верува дека некојаш јас сме правеле и со Даре видео вакво такво сечење, вакво ќе биде со наратор, со се и се што. И на крај ќе ставаме на обична слика која што ќе ја споредам јас само обичната картичка со дигиталнава картичка и само ќе ги пишам ваму кои се предностите на дигиталната картичка и ќе има повеќе продажби отколку видео. Да, некојаш секојаш зависи од треба да се тестира, да се прави АБ тестинг и за се. Да се добијат некои резултати. Да, и кога ќе им кажеш на некој клиент ќе му кажеш нас ни требаат пример $2,000 за тестирање. Нели секој клиент тоа прашува прв пат, ќе почнеме ќе работиме, сега колку пари ти дам ја и да почнам да продам. Да правам пари. До кога ќе бидам ја у профит? Чекај само. Не е така. Не иде така, ама добро. Клиентите не знаат, треба да ги едуцираме. Да, и затоа најмалку работам со македонци. Еден голем проблем за нас тука што сме доста назад. Да. Мислам не можеш на некој тука. Ја мислам дека повеќе и стандардот е кај нас. Не можеш сега ти да му кажеш на некој пример конкретно за локални бизниси, пошто имаме такви клиенти за локални бизниси, пример на цвеќара да речеш нас ни треба буџет месечно маркетинг $2,000. Добро, не ни логично мислам за тука за да и функционира. Ама некои работи ја мислам дека можат и сами да си ги направи. Например, социјални медиуми секој ја мислам дека може да си направи социјални медиуми, да си ги оптимизира, description да си направи, локација точно да си стави работно време, контакт телефон, мени да си направи, секој тоа може да го направи. Лично искуство твое што највише функционира, пример, ако некој не гледа што има некој таков мал локален бизнис, што би му препорачал ти, како сигурно дека ќе му функционира на неговото твое истражување? Социјални медиуми комплетно средени, Instagram, Facebook конкретно, пошто имам приметено од мои блиски, например од мајка ми, од татко ми,
Они повеќе пребаруваат на Facebook отколку на Google. Например, ако бара некој ресторан, одам на Facebook ја да видам. Facebook ги дава, и Facebook има напреден алгоритам, ги дава кои се отворени во моментот. Например, ресторан околу тебе, такви некои. Социјални медиуми средени и Local SEO. Среден убаво Local SEO, мислам на чекпоинт ставен точно каде е, слики од локалот, работно време, контакт телефон и некој ревју. Да. Ревјута